Госпоѓо Гиновска, колку представки стаса минатата година до Агенцијата за заштита на лични податоци и на што се однесуваат генерално тие? Така, значи во 2022 година во Агенцијата за заштита лични податоци има стигнато 300 представки од граѓани. Значи, граѓаните најчесто се жалат за злоупотреба на нивните лични податоци и повреда на нивното право на приватност на интернет, односно најмногу на социјалните мрежи и на други веб платформи. Значи, околу 85% од тие 300 представки се однесуваат на повреда на нивното право на заштита на лични податоци на социјалните мрежи. Значи, најчесто се работи за Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder и така натаму, и во тие ситуации граѓаните се жалат дека некој неовластено употребил нивна фотографија, видеоснимка, аудиоснимка или нивни лични податоци и без нивна дозвола ги објавиле на социјална мрежа и со тоа тие претрпуваат штета. И во тие ситуации агенцијата може да помогне, например, доколку се работи за создавање на лажни профили. И агенцијата има контакт со Facebook и со Instagram и може да ги контактира во ситуации кога граѓаните, например, трпат големи штети или се работи за граѓани кои што едноставно им треба помош при пријавување на таа повреда. И во тие ситуации агенцијата ги контактира користеничките тимови на Facebook и на Instagram и заедно преку заедничка соработка ги бришат тие профили. И во исто време ние како агенција вршиме и разни информативни сесии, работилници и ја информираме јавноста за да го подигнат својата свест за нивната заштита на интернетот, во однос на да не споделуваат податоци своји лични податоци на социјални мрежи со лица што не ги знаат, исто така да не објавуваат нивни лични податоци, да се стават силни лозинки и секако да не уплатуваат кај компании преку интернет кои што не им се познати или под притисок на уцена и закан. Колку пријави имавте минатата година од институции и организации за хакирање на нивните веб страни и дали имате пријави за хакерски напади? Минатата година не само кај нас, туку и во регионот имаше зачестени закани и напади, да речам. Колку пријави има до Агенцијата за заштита на лични податоци, како вие постапувате по овие пријави? Значи, според новиот закон, доколку се случи тоа се вика нарушување на безбедност на личните податоци, значи контролорот, односно во тие ситуации може да биде државен орган или приватна компанија, треба да испратат известување до Агенцијата за заштита на лични податоци за тоа нарушување на безбедност, бидејќи во тие ситуации може да се случи материјална, нематеријална штета на граѓаните, финансиска штета, кражба на идентитет, недозволен пристап до нивните податоци и така натаму. И во тие ситуации тие мора веднаш, најдосно во рок од 72 часа, да испратат известување до нас за нарушувањето на безбедноста. И значи минатата година имавме 20 известувања кои што беа и од приватниот и од јавниот сектор. Например, имаше ситуации со хакерски напад на веб страницата на Министерството за образование и наука, а во други ситуации како например во Биро за јавни набавки, во Државен инспекторат за животна средина и во Агенција за катастар, значи имаше напад на нивните информацијски системи. И исто така од приватните компании најчесто има напади и злоупотреба на имейл адреси на вработените, фишинг напади или напад преку вирус. И во тие ситуации, значи, тие треба да испратат известување до кај нас и докази, значи, кои категории на лични податоци биле засегнати. Исто така треба да испратат и известување доколку постои ризик за правата и слободите на граѓаните. Во тие ситуации треба да испратат известување и до значи, до граѓаните, до субјектите на лични податоци. И понатаму агенцијата го следи целата постапка, доколку утврди дека постои висок ризик за правата и слободите на граѓаните, во тие ситуации може да спроведе супервизија.